За наредната година е планирано да профункционира пајак служба низ централното градско подрачје на Штип. Според програмата за работа за наредната година од работната единица за паркирање, вела дека планирана е набавка на пајак возило, кој според калкулациите доколку се купи половно ќе чини 40.000, а за ново ќе бидат потребни 70.000 евра. Исто така оваа служба има потреба и да набави мотор Веспа. Од оперативен план на работната единица паркиралиште за 2017 година е предвидено набавка на половно возило, набавка на велосипед Веспа со која ќе врши подобро транспорт на блокатори и ќе ја подобри самата организација, самата работа на паркиралиштето. Набавка на ХТЗ опрема за вработените, и како што напоменаме, потребна е набавка на пајак возило, кое пајак возило нема да служи само на јавните паркиралишта, тоа ќе биде и за целото градско подрачје. Значи, подобро функционирање не само на јавните паркиралишта, него и на тротоарите и на зебрите. Надлежните од работната единица забележуваат дека низ централното градско подрачје имаат над 500 паркинг места, а за наредната година очекуваат приход од 6 милиони денари. Пред се сакам исто да напоменам, имаме промена у ценовнико, не само у ценовнико, не него у промена на месечните и годинашните, па затоа поточно не би можел да дадам, не имам доволна представка колку би можело да изнесува тоа за следната година, пошто имаме најава и на сигурно 10% зголемување на бројот на возила кои би извадиле месечни или годинашни билети. Од Штипското јавно предпријатие Стипион вела дека повторно ќе распишат тендер за воведување на наплата на паркинг местата со помош на мобилни телефони. Распишувањето на тендерот се очекува деновиве со цел да се воведе и оваа новина за штипјани, но и за граѓаните од останатите градови во земјава.